Се ближи крајот на учебната година, тоа вообичаено е период кога и во општинската јавна установа детска градинка Весели цветови се одржуваат завршните приредби во организација на воспитувачките и дечињата. Што годинава подготвувате? Како и секоја година, така и ова воспитна наша година ќе ја завршиме за дечињата кои што се од 5 до 6 годишна возраст со една завршна приредба која што е насловена како Збогум градинке. Во текот на изминатите месеци дечињата заедно со воспитувачките и негователките редовно се подготвивме негде во трајање од час и половина една доста интересна програма која што ќе биде исполнета со многу хумор, многу смеа, ќе биде исполнета со многу интересни музички точки од секаков жанр, нешто во што дечињата најмногу уживаат и сакаат да учествуваат. Нашата завршна приредба оваа година ќе биде во четврток на 30 мај во салата на Општинското основно училиште Ванчо Прке. По тој повод ги повикувам сите родители, мајки, баби, дедовци, сите жители на нашата општина кои сакаат да се дружат со нашите дечиња и да видат што ние умееме да подготвиме заедно со нив, да повелат во 19 часот и да присуствуваат на ова наше прекрасно шоу, да ги испратиме овие наши мини матуранти со еден голем аплауз, бидејќи ќе видите заслужуваат. Овој период кога во тек се уписите за следната година учебна, кај вас константно има деца, меѓутоа мора да се знае бројот на дечиња, колку годинава имате места на располагање, кажете ни нешто околу самите уписи. Проблематиката со листа на чекање на дечиња постои уште. Уписите на дечињата за во градинка траат во текот на целата воспитна година. Меѓутоа, ние негде уписите ќе ги завршиме до 20 август, кога и ќе заседава комисијата за прием на деца во установата и ќе одлучиме, нели, според тоа прв дојден, прв услужен, значи така е формирана листата на чекање. Ќе одлучиме кои дечиња ќе можат од септември да присуствуваат во градинка. Да ви кажам дека заинтересираноста и овој пат е многу голема. Негде околу 60 места ќе можеме да обезбедиме празни, што значи дека дел од дечињата секако ќе останат и незгрижени, меѓутоа тука не застануваме, се работи на оваа проблематика и значи тековно чекор по чекор, како што и најави градоначалникот, постепено одиме погоре кон решавање на овој проблем со изградба на една нова градинка, на една сосема нова локација. Крајот на годината, учебната во случајот, иако рековме дека константно градинката работи во секој период од годината, е период кога се сумираат резултатите, генерално е околу вложувањата во градинката во изминатиот период од септември лани па досега, како сте задоволни? Па ние тековно работиме и ги решаваме проблемите кои што ни се наталожуваат, нели знаете дека самата инфраструктура со текот на времето си го прави своето. Редовно вложуваме во однос на дидактика, редовно вложуваме во однос на дворната површина, редовно вложуваме во однос на поправки кои што тековно мораат да се решаваат и во однос на купување опрема која што е неопходна. Реков и предходно, значи максимално сме насочени кон воспитно-образовниот процес и во текот на наредниот период ќе можат да видат граѓаните дека многу работи интензивно ќе се случуваат во нашата градинка. Ќе имаме некоја реконструкција на кујната, нели обезбедивме нови апарати, меѓутоа внатрешноста, самата канализациона мрежа, замената на зидните и подните плочки, на неколку места имаме нели појава дотраеност на подната површина низ занималните. Максимално оваа година се вложивме да ги активираме нели терасите на двете јаслени групи кои што се во стариот дел на градинката, така што за неколку дена ќе отпочне реновирање на терасите за да можат
најмалите да излегуваат на воздух, малку да бидат побезбедни, бидејќи нели се работи за бебиња. Така и за еден проблем кој се привлекуваше низ минатото, каква е редовноста на граѓаните околу плаќањето, дали е подобрено во однос на минатата година околу измирувањето на обврските за престој на дечињата? Секогаш постојат нели такви проблеми и ние се трудиме континуирано да ги решаваме, па намалене бројот на неплаќачи, бидејќи секој знае и со самиот договор е тоа веќе регулирано, дека со неплаќање на сметките детенцето ќе мора да го отпишеме од градинка, да не престојува во градинка, и затоа родителите се трудат и се редовни во плаќањето, зашто многу сум им благодарна. Исто сум задоволна и од продолжениот престој кој што го имаме во училиштата, значи родителите редовно си ги сервисираат обврските и кога сме веќе тука, сакам да најавам дека ние во текот на летниот период ќе згрижуваме дечиња на возраст од 6 до 10 годишна возраст, значи на оние родители на кои што им е потребно, бидејќи имаме барање едно конкретно од родителите, и се надевам дека ќе можеме да им излеземе во пресред, бидејќи знаете кога нема кој да ви го чува детето, тоа е најголем проблем. И затоа сите заинтересирани родители кои што имаат потреба од тоа, можат слободно да дојдат во установата тука, да си го запишат детето, да се склучи договор и во текот на летниот период ќе згрижуваме и дел од тие дечиња. Токму тоа ми е последното прашање, до кога е крајниот рок, кога ќе соопштите кои деца ќе бидат примени за следната година? Значи, реков и предходно, до 20 август ние ќе трае уписот на дечињата и после 20 август комисијата за прием на деца ќе заседава, така да негде околу 25 август ќе бидат формирани групите и ќе бидат известени родителите. Ви благодарам. Благодарам.